Градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски денеска оствари средба со амбасадорот на Босна и Херцеговина во Република Македонија Здравко Беговиќ. На средбата градоначалникот Трајановски изрази задоволство од досегашната соработка со амбасадата на Босна и Херцеговина и ја нагласи потребата од јакнење на соработката на градот Скопје со градот Сараево во повеќе области кои што ги содржи спогодбата за соработка подпишана од двете страни во 2007 година. Вие ги гледате најновите урбани вести. Европскиот шаховски шампионат 2015 во организација на општина Карпош. НВО Млади Инфо и општина Газибаба организираат бесплатни обуки за лица до 30 години. Во среда премиера на Хамлет во пикантен сос од театар комедија. Децата од градинката Срничка го одбележаа денот без автомобили. Општина Карпош и шаховскиот клуб Гамбита Секо ќе бидат организатори и домаќини на Европскиот клубски шаховски турнир 2015 година, на кој ќе земат учество околу 250 велемајстори, а истиот ќе биде пренесуван во живо. Можност која досега имало само на Олимпијада. Елизабета Дамјановска. Европскиот клубски шаховски турнир 2015 година ќе се одржи во Скопје, а во организација на општина Карпош и шаховскиот клуб Гамбита Секо. Според градоначалникот на општината Стефчо Јакимовски, Скопје ќе биде домаќин на едно големо спортско случување, благодарение на успешно организираните досегашни Карпош Опен шаховски турнири, зашто општината има пофалби и од Европската шаховска унија. За прв пат во светот една општина добива можност да организира едно првенство од висок ранг. Тоа е Европското клубско првенство или Европскиот шампионат во шах. Нивното чекирање беше Карпош Опен. Тие сметаат дека нудиме одлични услови и местото каде што се игра, сместувањето, затоа што гледате дека Карпош Опен секоја година се зголемува и бројот на велемајсторите и бројот на оние шахисти со висок рейтинг и масовноста се зголемува, така да практично тоа беше тестот кој што ние го поминавме. На клубското првенство ќе учествуваат повеќе од 550 шахисти од цела Европа, а градоначалникот Јакимовски искажа надевање дека во организацијата на турнирот ќе се вклучи и градот Скопје, како и владата на Република Македонија, затоа што, како што нагласи, покрај популаризацијата на шахот, Европскиот клубски шаховски турнир ќе биде можност за заработка на хотелиерите и угостителските објекти, а при тоа и промоција на Македонија. Јас се надевам дека во ова организација ќе се вклучи и градот Скопје и владата, затоа што тоа ќе биде овој настан од висок ранг кој што е битен за целата македонска јавност и за целата држава, и многу е битно за сите како ќе се презентираме како домаќини токму на ова европско клубско првенство. Очекувањата од Европскиот куп се да се надмине рекордот од досегашните клубски надпревари, со што ќе земат учество околу 70 екипи во машка, 15 во женска конкуренција и околу 250 велемајстори, а сите партии ќе бидат пренесувани во живо, можност која досега ја имало само на Олимпијадите. Бесплатни обуки за лица до 30 години организираат НВО Млади Инфо и општина Газибаба. Обуките ќе бидат за граѓаните на општината за подобрување на нивните знаења и вештини и се состојат од сметководствено работење, уредување на веб страница и социјални мрежи и комуникацијски вештини и деловна комуникација. Рокот за пријавување е до петок, 27 септември. Томислав Атанасовски. Невладината организација Млади Инфо во соработка со општина Газибаба во следниот период организираат 8 бесплатни обуки каде можат да учествуваат жителите од општина Газибаба и од останалите скопски општини на возраст до 30 години, а ќе се одржуваат во просториите на Центарот за млади и невладината организација во населбата Железара. Воедно со овие обуки граѓаните ќе може да се стекнат со знаење и вештини подучувани од професионални тренери. Овој проект е дел од програмата на Млади Инфо, поддржана од Цивица Мобилитас, спроведена од Центарот за институционален развој ЦИРА, а финансиски е поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка.
Ке се работи на 4 теми и за секоја од нив ќе има по 2 обуки. Првите 2 обуки за подобрување на вештините при барање работа завршуваат утре на 24 септември, а следните 3 започнуваат од 1 октомври и тоа 2 обуки за сметководствено работење на 1 и 3 октомври, 2 обуки за уредување на веб страница и социјални мрежи на 8 и 9 октомври и 2 обуки за комуникацијски вештини и деловна комуникација на 16 и 17 октомври. Пријавите за секој курс се наоѓаат на веб страницата на општина Газивова, а граѓаните ќе може да аплицираат најдосна до 27 септември. Пополнетите пријави заинтересираните лица треба да ги испратат на мејл miriana@mladiinfo.com и на денот на обуката задолжително треба да се приложи лична карта. Пониски цени на SMS пораките за 50% од 1 ноември годинава и намалување на големопродажните цени за терминација меѓу мобилните оператори, што треба да влијаат на намалување на износот на малопродажните цени, најавува директорот на Агенцијата за електронски комуникации Роберт Ордановски, на која што ќе објави големопродажната цена на SMS пораките, пошто ќе спроведе едномесечна јавна расправа и ќе усвои нов износ. Големопродажната цена сега е 2 динари, а до петок ќе имаат новата цена што ќе добијат врз основа на нивниот модел. Потоа ќе следи едномесечна јавна расправа во која со операторите ќе се разгледаат нивните аргументи и контрааргументи. На крајот на октомври ќе се усвои цената затоа што според Законот за електронски комуникации важноста е од првиот календарски ден на редниот месец. Значи, ако се заврши целата работа до крајот на октомври, од 1 ноември ќе стартуваат и новите цени за SMS, кои се очекува да бидат и за 50% пониски од сегашните. Македонија е во првите 4 држави во Европа која што воведува регулатива на SMS пазарот, покрај Данска, Франција и Полска. Со новите цени од 1,2 динари ќе има намалување на цените за 3 пати и се очекува директен ефект со намалување на малопродажните цени, затоа што ќе им се намалат трошоците на мобилните оператори, истакна Ордановски. Прв и најзначаен ефект од регулативната мерка е малопродажните цени за граѓаните да се намалат кај сите 3 мобилни оператори, но во блиска иднина и да се изеднечат цените во мрежата на сопствениот оператор, но и во мрежата на другиот оператор. Во среда на 25 септември во Драмскиот театар премиерно пред скопската публика ќе биде изведена новата представа на театар комедија Хамлет во пикантен сос. Станува збор за урнебесна комедија со млада екипа и прва представа на театар комедија во која во актерската екипа нема гости. Хамлет во пикантен сос од Алдо Николаев во режија на Александра Кардалевска и во изведба на театар комедија од Скопје е новата премиера која во среда на 25 септември ќе биде прикажана во Драмскиот театар. Скопската премиера следи по премиерата која оваа представа имаше на Охридско лето. Станува збор за урнебесната комедија со млада екипа и прва представа на театар комедија во која во актерската екипа нема гости. Елена Жугиќ, директор на театар комедија и актер во представата, истакна дека го пренела сето низино искуство, но и многу научила од младите актери. А во представата ќе има музика во живо, без инструменти, односно ќе произлегува музика од тенџериња, лажици, вилушки и друг кујнски прибор. Интересно за оваа представа што би сакала како менаџер да го најавам е што ја продолживме традицијата на профилирање на нови, млади, непознати дебитанти, кадри кои што се врзани на разни начини, по разни основи со театарот. Овој тренд ќе го продолжиме и јас како менаџер, воопшто и нашите актери, значи да помагаме, да си помагаме со млади соработници. Текстот е фантастичен, значи се бавиме со Хамлет, ама се бавиме со Хамлет во пикантен сос, што значи дека од позиција на Елсинор, од позиција на кујната. Главното дејство, главните двигатели на дејството се готвачот и готвачката во замокот во Елсинор. Секако дека ги имаме и ликовите кои што се од благородништвото, кои што се појавуваат во таа кујна, во главном 99% од представата се случува во кујната на Елсинор, зачинета со ликовите како Офелија, како Хамлет, како Кралицата, како Лаерт, како Хорацио. Како што добриот сос е неопходен за вкусно јадење, така и љубопитниот кралски готвач Фроги заедно со својата готварска свита е неопходен за дворските сплетки, вели меѓу другото режисерката Александра Кардалевска. Во данската кујна, освен ингениозната храна, се готви и политика, со тоа се најавува и оној трагичен тек на фабулата, што како што знаеме завршува со пропаст и смрт на
кралскиот двор, на кралскиот врв. Делото подразбира и допира различни теми и навистина функционира на повеќе нивоа, што беше многу атрактивно за мене и додека го анализиравме текстот, додека работевме на пробите и така натаму. Представата Хамлет во пикантен сос изобилува со многу комични елементи и нема да остави никого рамнодушен. Ова е петта премиера на театар комедија за која вела дека 70% од успешноста на представата нуди текстот. Пред премиерата се изведува утре од 20 часот, а во истиот термин следниот ден, односно во среда, е премиерната изведба на представата за која билетот е по цена од 350 денари. Децата од градинката Срничка од општина Аеродром денеска го одбележаа денот без автомобили со спортски и рекреативни игри на кејот на реката Вардар. Целта на оваа активност е на децата да им се пренесе пораката дека редовното одење во природата, дишењето чист воздух и рекреацијата позитивно влијаат на нашето здравје. Андријана Димитриевска. Со спортски и рекреативни игри, децата од градинката Срничка од општина Аеродром денеска на кејот од реката Вардар го одбележаа денот без автомобили. Како што изјави денеска Атинула Ничовска од градинката Срничка, целта на оваа активност е на децата да им се пренесе пораката дека редовното одење во природа, дишењето чист воздух и рекреацијата позитивно влијаат на нашето здравје. Во оваа градинка, како што истакна Ничовска, веќе 2 години се реализира програмата за еколошка едукација во македонскиот образовен систем, така што воспитувачите од градинката заедно со дечињата реализираат веќе 2 години најразлични екокампањи и екоакции, се со цел имплементирање на екостандардите во градинката Срничка. Во нашата програма се имплементираат 4 екостандарди: стандардот за заштита на животната средина во градинката, стандардот за заштита на вода, стандардот за заштита на струја и уреден еколошки двор. Во рамките на сите тие стандарди планираме најразлични активности, го ги прославуваме сите еколошки празници со цел кај децата да развиваме еколошка свест за потребата од здрава и чиста средина. Токму поради тоа, една од тие акции е денешниот ден, денот одбележување на меѓународниот ден без автомобили. Претходната година денот без автомобили децата од градинката Срничка го одбележаа со возење на велосипеди, тротинети и ролерки. Меѓутоа, оваа година одлучиле денот да го одбележат во природа, на чист воздух и да се рекреираат. Овие спортски активности се отворени и за другите заинтересирани деца кои сакаат да се забавуваат и рекреираат. Бензините од ноќаска на полноќ поевтинуваат за 4 денари, а цената на дизел горивата се намалува за денари половина по литар. Одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 4,01, односно за 2,83%. Новата малопродажна цена на Евросупер 95 изнесува 79,5, а Евросупер 98 ќе се продава за 81 денар за литар. Евродизел ќе чини 71,5 денари, додека екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава за 60,5 денари за литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за 0,554 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот, кој сега ќе чини 42,220 денари за килограм. Како причина за намалувањето на малопродажните цени на нафтените деривати од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 2,988% пониската цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,99% понискиот курс на доларот во однос на денарот. Себастијан Фетел стигна до 7-та победа во Формула 1 сезоната на ноќната патека во Сингапур. Спортските вести следуваат веднаш по блокот реклами.